Во издание потврдена новата американска амбасадорка во Северна Македонија Кейт Мери Бернс. Во јуни во Сенатот можна ратификација на протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО. Интервју со сенаторот Джеймс Риш. Предавање за се словенските просветители Кирил и Методи во Вашингтон. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Сенатот ја потврди Кейт Мари Бернс за американска амбасадорка во Северна Македонија. Дипломатката од кариера во Стейт Департментот беше на функцијата заменик шеф на мисијата во амбасадата на САД во Грција. Предходно американскиот претседател Доналд Трамп ја номинираше Кейт Мари Бернс за идна амбасадорка во Северна Македонија. За неа се вели дека предходно била втор човек на мисијата и заменик постојан представник во мисијата на САД во седиштето на ОПСЕ во Виена. Во својата дипломатска кариера работела во американската амбасада во Мадрид, Шпанија и била на дипломатски задачи во Авганистан и во седиштето на НАТО во Брисел. Бернс зборува шпански, унгарски и турски јазик. Државниот секретар на САД Мајк Помпео го обвини шефот на кинескиот телекомуникацијски гигант Хуавеј дека лажал за односите на неговата компанија со владата во Пекинг. Помпео во изјава за CNBC додава дека Хуавеј е поврзан не само со владата, туку и со комунистичката партија на Кина. Помпео рече дека постоењето на овие врски ги става американските информации во ризик. Huawei, најголемиот производител на телекомуникацијска мрежа во светот, е лидер во 5G технологијата и се обидува да добие договори за изградба на глобална мрежа. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ракетата SpaceX однесе 60 сателити во орбитата кои ќе се користат за обезбедување на интернет услуги во Вселената. Ракетата беше лансирана од Кейп Канаверал, сојузната држава Флорида. Лансирањето првично беше закажано за минатата недела, но беше одложено поради ветровите и потребата за ажурирање на софтверот. Интернет услугата Starlink ќе стапи во употреба откако стотици други сателити ќе бидат испратени во орбитата и ќе бидат активирани. SpaceX е првата ракетна компанија на извршниот директор на Тесла милиардерот Елон Маск. Маск вели дека лансирањето е клучниот одскок на патот кон создавање на самоодржлив град на Марс и база на месечината. Сенатот се очекува да го ратификува протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО во јуни. Претседавачот со Комисијата за надворешни работи Джеймс Риш во интервју за Гласот на Америка вели дека од 100 сенатори најверојатно 98 ќе гласаат за. Милена Ѓоргиевска разговараше со него. За начално 2 недели Сенатската комисија за надворешни работи ќе има сослушување за протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО, рече претседавачот со комисијата сенаторот Джеймс Риш во интервју за Гласот на Америка. За финализирање на процесот, протоколот ќе треба да оди на гласање пред целиот Сенат и многу веројатно тоа ќе се случи во јуни. Тој очекува голема поддршка за ратификација или, како што рече, 98 од 100 сенатори би гласале за. For North Macedonia and for the Balkan region, it closes what's been kind of a hole there. Мислам дека со ова ќе се пополни голема празнина што постоеше во Северна Македонија и на Балканот. Веруваме дека државата ќе биде цврсто дополнување на НАТО силите во регионот. Риш смета дека специјално нешто што Северна Македонија ќе донесе на алијансата е полигонот за вежбање, кој според него ќе се користи многу почесто со зачленувањето во НАТО. It is very natural and normal that you will see. Природно и нормално е да видите и економски активности кои ќе следат по пристапувањето. Никој нема да биде изненаден да има економски развој. Вели дека референдумот минатата година бил јасен индикатор дека народот не го сака мешањето на Русија во државата. Вели дека влезот во НАТО ќе биде и крајно одбивање на малигното влијание што таа го носи. Most people who believe in the same things and want to push back against Russian aggression. Верувам дека повеќето луѓе би сакале да се спротивстават на руската агресија и да се најдат по заштита на најсилната војна алијанса што некогаш била креирана во историјата на светот. Ако јас живеев во овој регион, ќе сакав да бидам дел од НАТО, што ќе гарантира безбедноста на мојата држава.
Сенаторот рече дека на почетокот на годината се сретнал со официјални лица на Северна Македонија, на кои им ја пренел пораката за корупција, демократија, слобода на говор и човекови права. It's who we are. I mean, that's why America is what it is. Тој нагласи дека Северна Македонија е партнер на САД и тие и натаму ќе останат силен поддржувач на интересите на македонските граѓани. Иако прогнозите за ратификацијата на протоколот во Сенатот се за месец септември, сенаторот Риш очекува тоа да се случи многу порано, односно наредниот месец. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. 24 мај, празникот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, основоположници на словенската писменост, одбележани во Вашингтон, на настан во Македонската амбасада. Предавање одржа доктор Анита Ѓоргиевска-Шајн, историчар на уметност и професорка на Универзитетот во Мериленд. Целта на настанот е во САД да се промовираат македонската култура, јазик и културно наследство. Предавање за сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, синоќа во Македонската амбасада во Вашингтон, одржа доктор Анита Ѓоргиевска-Шајн, историчар на уметност и професорка на Универзитетот на Мериленд. Целта на настанот, како што велат организаторите од Форумот за демократска Македонија, е пред се во Соединетите Американски држави да се промовираат македонската култура, јазик и културно наследство. Ме фрапира фактот што често пати се наоѓам во ситуации луѓето да не знаат од каде воопшто потекнува таа кирилица, кирилското писмо. И многу пати сум се обидувала тоа да го објаснам и затоа сметав како член на Форумот за демократска Македонија дека е одличен повод во овој ден кога се празнуваат Кирил и Методи да организираме предавање во нивна чест и да ги информираме американците малку повеќе за тоа која е таа азбука што ја користат толку многу луѓе од словенскиот свет. Таа стави посебен акцент на значењето на сесловенските просветители за целиот Балкански регион и за Русија. Значењето на Кирил и Методи не само за Македонија, за Бугарија, за Србија, за Црна Гора, за местата каде што се користи кирилица, туку дури и за земји како Хрватска, Словачка и Чешка. А да не зборувам воопшто и за Русија. Покрај представниците на Македонската амбасада и македонци кои живеат во САД, предавањето го проследи и американци, како и представници на Српската и Хрватската амбасада и Бугарската иселеничка заедница. Нацрт извештајот на меѓувладината платформа за наука и политика за биолошка разновидност и екосистеми е на конечна ревизија во Париз. Извештајот се изработуваше 3 години. Истиот треба да предложи план за спасување на светскиот биодиверзитет кој исчезнува, известува Кевин Енокс. Не е тајна дека планетата губи голем дел од биолошката разновидност, од мадагарските лемури до водоземци како што се жаби, дождовници, па дури и растенија. Некои проценки сугерираат дека 50% од биолошката разновидност на планетата би можеле да исчезнат овој век. Новиот извештај од меѓувладината платформа за наука и политика за биолошка разновидност се осврнува на штетата што ја прават луѓето. Со влошената состојба на живиот свет, што овој извештај продолжува со позагрижувачки податоци, со губење на културните предели во рурална Франција, но исто така и насекаде во светот. Вака губиме сите и не е само материјална штета, губиме од нас, од нашата причина да постоиме. За изготвување на извештајот биле потребни 3 години, потрошени повеќе од $2 милиони. Целта е да се представи свет што возможува раст на човештвото и одржување на биолошката разновидност во светот. Кога имаме земјоделски проект, треба да размислиме како ќе одржиме биолошката разновидност во земјоделските системи. Во извештајот биле користени илјадници извори, учествувале околу 150 експерти кои ги разгледувале влијанието што луѓето ги имаат врз природните средини, од коралните гребени, океаните до копнените екосистеми, како и врз некои од најпознатите видови на планетата. Авторите велат дека се надеваат дека следната генерација ќе ги прифати препораките содржани во извештајот. Последната глобална проценка на биодиверзитетот беше објавена 2005. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Следете не и на нашата веб страница, како и на социјалните мрежи. Ви посакувам пријатен викенд.